изминатиот период, изминативе неколку години, Македонија е под постојан политички притисок. Минатата година, шарената револуција, составена во најголем дел од невладините организации, финансирани со сомнителни пари. Тие одеа по овие улици и ги фарба и демолира јавните установи во градот Скопје и во Република Македонија. Тие создаваа страв и паника меѓу граѓаните. Ја демолира и канцеларијата на председателот на Република Македонија. Тогаш, кога се движија по улиците овде во Скопје, рестораните беа празни, продавниците беа празни, затоа што народот се плашеше да излезе на улици, заради тоа што кршеа, заради тоа што има говори на омраза, говори на заплашување и не некој друг, туку говори имавме од професори на универзитет. Тие исти професори кои што ги учат нашите деца. Имаше на Фейсбук, вели, се што е на ВМРО-вско, и мајка и татко, и деца и внуци да се сотрат. И тоа од професори кои што предаваат на факултет. Срамно за една држава, срамно за нивната професија. И покрај таквите притисоци минатата година, на 11 декември, победи народот, победи ВМРО ДПМН. Значи сето тоа што го правеа, не им успеа да го заплашат народот во Република Македонија. После изборите почна играта и сценариото за формирање на нова влада. ВМРО ДПМН ги користеше сите легални средства за да може да не се изигра војата на граѓаните и на народот на Република Македонија за формирање на нова влада. Граѓаните почувствуваа дека се подготвува предавство, дека се подготвува изигрување на нивната волја. И затоа се здружија во едно здружение за заедничка Македонија. Секојдневно маршира мирно по улиците овде во градот Скопје и во Република Македонија. Се пеа песни за Република Македонија, песни за љубов, песни за соживот, песни кои што има цел за да го зближат народот во градот Скопје и во Република Македонија. Ако ги споредиме говорите на оние од шарената револуција со говорите на луѓето кои беа за заедничка Македонија, ќе видиме дека од страната на шарената револуција во говорите имаше омраза, имаше заплашување, имаше страв кој што требаше да се влее во народот. А додека од друга страна, во оние од за заедничка Македонија, имаше песни со љубов, за соживот, за патриотизам, песни со кои што се сакаше и се величеше Република Македонија. Ја испровоцира масата токму тогаш кога беше пред парламентот, токму тогаш на нелегален и неуставен начин се избра председателот на парламентот на Република Македонија. Народот влезе во парламентот. И сето тоа треба да биде, сето тоа треба се расветли на еден демократски начин, а не на ваков начин, со масовни прогони и со масовни апсења на луѓето кои што влегоа. Се апсат обични граѓани, се апсат глумци, актери, режисери, се апсат сите оние кои што ја сакаат Република Македонија. Нивната вина е таа што ја сакаат Република Македонија. Па затоа, во почетокот, обвинението беше учество од толпа, за да на крајот се преиначи и се преформулира во тероризам. Како да тоа беа масовни убици,
како што се ИСИЛ и како што се другите терористички организации. Може ли да бидат терористи луѓето кои што немаат допрено оружје, луѓето кои што во животот немаат направено никакво насилство? Можат ли да бидат терористи луѓето кои што пеат песни на соживот, песни за Република Македонија? Почнаа да апсат, масовно да ги апсат сите овие кои што учествуваат. Апсеа пеачи, го апсеа Игор Дурловски, нашиот оперски пеач, актерот Владе Јовановски, режисерот исто така Дамевски и многу други. Кој е нивниот греф? Нивниот греф е што ја сакаат Република Македонија, што ги сакаат сите граѓани на Република Македонија, независно од нивната етничка или политичка припадност. Тоа е главниот проблем. Главниот проблем е Република Македонија. Заради тоа што се подготвува сценарио за преименување на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на историјата и идентитетот на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на натрешното уредување на Република Македонија. Ете затоа се сите овие апсења, да се влее страв во граѓаните на Република Македонија, страв во членовите на ВМРО ДПМН, да се растури ВМРО ДПМН, заради тоа што тоа е единствената политичка сила која може да зачува Република Македонија. Затоа не смееме тоа да го дозволиме. Не смееме да се плашиме од уцени, од затварања. Ова е прогон. Прогон на политички неистомисленици, прогон на патриоти, прогон на слободоумни граѓани, прогон на слободна мисла и слободен говор. Затоа бараме да бидат ослободени сите кои што се притворени на 27 април. Бараме исто така да сопрат сите понатамошни прогони и апсења на граѓаните кои што беа учесници за заедничка Македонија. Бараме да се врати мирот и да се врати правдата во Република Македонија. Бидејќи сега владе е страв во Република Македонија. Ветуваа живот, донесоа страв. Секојдневни насилства и убиства во градот Скопје и во Република Македонија. Затоа, почитувани присутни, во исто време, кога отпуштаат осудени за убиство и тероризам, во исто време имаат масовно апсење на учесниците во заедничка Македонија. И тоа правда применета селективно. Очигледно е да се запре слободната мисла во Република Македонија. Мора да го прекинеме и да го стопираме ова. А можеме да го прекинеме и да го стопираме само со народот и со граѓаните на Република Македонија. Народот е тој кој што ќе го прекине сето ова. Ако не денес, утре, ако не утре, задутре, затоа што секој ден сме се посилни. Да живее Република Македонија, да живеат граѓаните на Република Македонија, да сте живи и здрави.